Ке важи ли она старата? По утрото денот се познава. Премиерите на Македонија и Бугарија Бојко Борисов и Зоран Заев денеска средбата пред чинот на потпишување на декларациите за соработка го започна од манастирот Свети Леунтий во Водоча. Борисов ја целиваше десницата на владиката Наум и како што кажа и за време на пресконференцијата, се надева оти со благослов на свештено лице, нештата ке се движат кон подобра иднина за сите. Јас како христијанин, кога тргнувам да правам нешто важно, секогаш одам во црквени манастир, се прекрстувам, сакам помош од Господ и после тргнувам да го правам тоа нешто. Посетата таму имаше само единствено значење како символика. Ние не се мешаме во работата на црквата, навистина ќе сме среќни, се разбира, како и ние во политички план, така и нашите цркви да работат, да си помагаат, да пеат заедно, да проповедаат заедно во името на подобрување на односите помеѓу двата народи. Видиците кон иднината не се веќе недостижни. Сите заедно ќе работиме кон иднината на двата народа, се со единствена цел – добро соседство кое им прилега и на македонците и на бугарите. Оваа свест што имаме како влади за нашата историска одговорност да одговориме на моментот што отвара перспективи е значајна за нашите билатерални односи, е значајна за евроинтеграциите на Македонија, е значајна за евроинтеграциите на регионот. Но пред се и над се, почитувани граѓани на двете држави, ние како политички раководства, кои добивме чест од вас граѓаните да водиме, испраќаме силна порака во регионот и во светот. Вака се гради пријателство. Вака се негува добрососедство. Вака се развива соработка. Вака се сакаат своите граѓани. Вака се мисли на домашниот, регионалниот и светскиот мир. По средбата двајцата председатели на влади пристигнаа во градскиот парк во Струмица, каде пред споменикот на прерано загинатиот претседател Борис Трајковски положија свежо цвеќе и се поклонија. Но пред да влезат во салата за состаноци, го прекршија протоколот, па застанаа пред насобраните граѓани да се поздрават. Струмичани со став дека договорот ќе донесе перспективи на повеќе полиња за сите. Му очекувам да биде по-добро живот да имат за сите Македонија, да биде вака убаво, слободно, демократија поголема, да и за нас малку, јас сум како земјоделец од позади, да, повеќе парички и така. Да. Јас мислам за нас многу, значи ние и така повеќе време и повеќе пати контактираме со Бугарија, одеме, доваѓат и се това повеќе треба се, мислам, направе да комуникацијата да продолжат. Тоа е многу добро и наш Зојките е одличен, да имаме добра соработка со нив и да малку младите значи да бидат одлични, да имат перспектива. По потпишувањето на договорите за соработка, бугарската влада донираше возило за превоз на лица со посебни потреби, а клучот од возилото го предаде на градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски.